По долга и за многумина непроспиена ноќ, Државната изборна комисија ги објави првичните резултати од одржаните локални избори. Со објавувањето на резултатите пристигнуваат и првите реакции. Кандидатот за градоначелник на Битола од СДСМ и коалицијата Наташа Петровска, која освои 59,77% од гласовите и е победник во првиот круг на овие избори, вели дека се уште се собираат импресиите од оваа, како што рече, голема и убедлива победа. Да ви кажам искрено, импресионирана сум од длабоката разлика која што е направена во општина Битола. Ме радува, ми импонира, меѓутоа и чувствувам голема одговорност, заради тоа што граѓаните веруваат во нашата програма, веруваат во нашиот концепт и таа доверба дефинитивно треба да ја оправдаме. По вчерашните избори на социјалните мрежи се огласи и кандидатот од ВМРО ДПМН Зоран Илиовски. Сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои со својот глас на локалните избори донесоа одлука во каква држава и каков град сакаат да живеат. И јас таа одлука безусловно ќе ја почитувам. Сакам да им честитам на моите волонтери и активистите на ВМРО ДПМН и коалицијата за нивниот несебичен ангажман и максимален влог во оваа кампања, која по многу нешта беше уникатна и специфична. Им честитам и на сите оние кои се чувствуваат како победници и ги подсетувам никогаш да не забораваат дека зборот честитам доаѓа од зборот чест, а честа е нешто што тешко се стекнува, многу обврзува и треба многу напор за да се сочува. Честа значи честност кон народот и кон државата, кои многу претрпеле да си ја сочуваат честа да се биде македонец со име и презиме, со јазик и јасно дефиниран идентитет, стои меѓу другото во Facebook статусот на Зоран Илиовски. Не изостанаа ниту реакциите по преброените гласови и за членови во Советот. Во Битола, потребната поддршка за двајца советници ја доби независната листа предводена од Габриела Илиевска. Вчера покажавме дека околу 3000 битолчани размислуваат поинаку и го дале својот глас за нашата независна листа. Би сакале јавно да ви кажеме дека она што го имавме предвидено како програма, ќе се бориме да го оствариме во целина во Советот на општина Битола и се надеваме дека за истите тие проекти ќе имаме поддршка од идната локална самоуправа. Според првичните и неофицијални информации, СДСМ и коалицијата во новиот состав на Советот на општина Битола ќе бидат застапени со 17 советници, ВМРО ДПМН со 11, независната листа предводена од Габриела Илиевска со 2, а коалиција за Битола предводена од ДУИ, Движење Беса и Алијанса на албанците, ќе има 1 член на Советот.